Slušaj vamo. Dragi moji prijatelji i prijateljki, nekoliko работи mi se случува skoro секојдневно. А тоа е лажење, крадење. Има уште неколку работи што се случуваат секојдневно, а тоа се крадење и лажење. Морам да забележам дека покрај овие појави во нашава земја имаме и појави како лажење и како крадење. Овие појави не се од билтените на МВР, ниту од антикорупцијска, ниту од нашите судови. Ова е она што ни се случува секој ден од нашата власт. И така, треба по 75-ти пат да ги повторувам: фабриките неизградени, патиштата неизградени, недонесената никаква инфраструктура новоизградена, со лагите за 1300 километри автопатишта што у Македонија не се направени ни за 50 години кога имаше и младински работни акции, а да не зборам и за друго. А пари се донесени, позајмени, украдени од пензиски фондови од сите страни и сето тоа си поминуе. Да. Нека светне. Може би и нам или вам ќе ни светне еден ден. А одамна ни го имаат светнато, ама некако памет не ни доаѓа. Пензионерите. Пензионерите се кренаа на протест. Види, ова кој ќе го чуеш, просто не веруеш. Викаш, дали го половината сум нешто фатен или препониве нешто ме лцкаат, ме сецкаат, појма немам. Пензионерите ја не памтам да излегле на протест. А ако имаше некаков протест, тоа беше протестот кој ги кренаа цените на Телеком за телефоните, па неколку кутри души отидоа, седна, овие им извадија кафе, им донесоа 10 души и толку беше од протестот. Но овде е малце посериозна работата. Зошто? Имено, ние живееме во страшна инфлација, во која се лаже дека нема инфлација, или ако се збори дека има некаква инфлација, тоа се некакви бедни, минорни бројки кои, викаш, голема работа. Голема работа, дури еве и 23% да е вистина. Страшно е тоа. Добро, не е 23, туку е 200%. Еве само споредете ги цените колку беа кога оваа власт дојде, кога оваа гарнитура дојде на власт и денеска. Споредете ги, нели, често пати викаат, ги качивме пензиите за олку или за онолку. Го отепаа народот. Го измрцварија, го искрадоа. А уште му дадовме покачување 15%, па уште 15%, па уште 23%. Овие покачувања, само ќе ви го кажам следно, не ги ни покриваат, не се нивелираат со растот на цените на основните потреби. Една потрошувачка кошничка денеска изнесува околу 50.000 денари. 50.000 денари. Нема таква пензија. Нас минимална пензија е 12.000 денари. И пензионерите се бунат, бараат линеарно, бараат прогресивно, бараат аритметички, не ме интересира. Премала им е пензијата. Премала им е пензијата. Што може да купи? Ја памтам кога пензионер месечно со своите примања можеше да си наполни една побабачка, не, тука и ракијичка. Денеска потрошувачката кошничка на еден пензионер изгледа така. Да, може би некому му се чини каква пародија, не е само што не е пародија, не е ни цинизам, туку е сурова вистина. Знаете, потрошувачка кошничка кога се пресметува што она луѓето трошат како храна за месец дена. Дали пресметува некој колку се цената на струјата, на водата, на комуналиите,
на телефон. Каде е за лекови? Има ли пензионер што не зема лекови, ама на пензијски фонд? Без пари е. Многу ефтино. Ефтино? Не е без пари. Пак се плаќа. Знаеш, колку и да некому му личи малце и овие да го пљампа, тоа ние се грижи. Не се грижите. Они само едно прават. Лажат и овие нивните им аплаудираат. Господинот Трпевскиот Цител беше многу револтиран и на својот статус кажа што слушнал зад камерите. Ја некогаш бев во таа телевизија и ќе ви кажам какви грозоти од работи сум слушал, кога доаѓаат политичари и глумат едно, а позади камера сосема друго. И знам дека е така и ја му верувам затоа што е човек со интегритет и доблест и не би се впуштил во такви вулгаризми да ја осудува председателката на пензионерите, која зад камери рекла, па шта сакаат тие, бе, многу се разјавам, многу им треба. Имав вредни родители, мајка и татко. Починаа како кучиња. Цел живот работеа, цел живот честни, неосудувани, без крадење, само од својот труд. Какво понижување, какво мизерно однесување. И тоа од овие што се денес на власт, што се тврдат дека се наследници на партизаните, на комунистите. Знаете што? Стар партизан и комунист би ги стрељал сите до еден овие за ова крадење, за ова лажење, за ова злоставување на народот. Не, комунистите барем на времето тогаш се грижеа за народот, се грижеа барем сите да добијат кришка леп. И барем сите да се чувствуваат исти подеднакво. Ова е, мајко мила, не ми се верува како, абе се утепаа од крадење. И пензиите не им растат, пензионерите протестираат, не мора нивниот протест да е на улица и да се тепаат како жолтите елеци или што ти ја знам. Но Франција успеа да победи во своите барања, значи последните, не знам дали ги следавте летоска, се отепаа од тепање и апсење. Француската полиција јадеше ќоте коне, ама јадеа и тие што протестираа. И нешто јадеа и повторно, некои загина, но успеа, бидејќи протестите беа за реформи во пензискиот систем. Поточно на колку години ќе се иде во пензија. Французите успеа и се изборија. Ама тоа е Франција. Ја не очекувам од нашите, но очекувам дека сите ние треба да им дадеме максимална поддршка на ваков или наков начин. Ете, цвикатори сме, не искачаме да се тепаме, не сакаме да палиме, не сме шарени револуционери, нема да запалиме канцеларијата како на нашиот председател што му ја запалија во име на некако сете. Морам да бидам неартикулиран затоа што ми навираат многу емоција, треба рационално да го зборам. А би сакал да се испародирам. Пензионерите се мизерни. Зошто треба да им дадеме поддршка? Затоа што вака ќе помине кога ќе дојдеме и ние на ред. Нашата поддршка не е само за пензионерите. Нашата поддршка и за нашите родители кои се уште се мачат, кои ќе отидат у пензија ќе бидат мизерни, а цел живот одвојувале за да имаат спокојна старост. Нема да имаат, а нема да имате ни вие. Втора работа, приметив, баш денеска, кога го снимам ова, предпоставам дека за едно пар дена ќе излезе ова на порталот и ќе можете да си го следите и коментирате. Денеска дојде премиерот на Косово во Македонија. И си ги посети тетово, не дојде во посета нешто со премиер наш да се сретне ни ништо, си отиде да си ги види териториите со неговите браќа, кои во градови кои го пречекаа како што ниеден државник во Македонија никогаш не бил пречекан. Нивно право си го направија тоа. Наводно некој рекоа дека бил во приватна посета.
било приватна посета тогаш, која плаќаше нашата полиција да го прави сето оно обезбедување. Не се. Сме научени на полоши работи, така и да и најголемата небулоза нам ли е нормално. Ние сме жители на земја која Петре Шилегов излегува со статус дека на некој начин ги критикува, нема да речам ги вреѓа, туку ги пљука македонците кои имаат патриотски и национални чувства, и дека тој национализам не знам што прави. А во неговото владење дозволи улици да бидат преименувани со албански националисти. Ние сме едина земја каде што во Чаир беше сменета улица Втора македонска бригада со име на албански националисти. Ние се откажуваме од партизанско, ние се откажуваме од АСМО. Ние ги бришеме. Ја немам проблем да дадат некоја улица, но да избришеш улица на партизански одред, на она што е темелот на нашата слобода врз која сме изградиле оваа држава, треба да се запрашаш, а кои се целите? И после ќе збориме за добрососедство. Не, дечки, не вака. Но, знаете што, треба да имате разбирање. Оваа власт дозволи еден срамен договор во Преспа, понижувачки, кој беше многу освестувачки за Бугарија, и не лажеа дека тоа е крајот и готово и дека влегуваме во Европска унија. Па дури дали паметите дека рекоа, добивме датум за преговори, мртви, ладни, премиер, заменици, министри и така натаму. Во авионот со палците. Абе, скандал без преседан, мртов ладен да те гледа у очи и да лаже. Ние се дозволивме да дојде гарнитура на власт која ќе распродаде се. А вие им верувавте затоа што мислевте дека газето ќе ви има сега бришење со трослојна мека тоалетна хартија. Арно ама вика да, нема проблем, ама ќе треба први едно кутивче да се подзамачкате. Вазелин. Понижувањата продолжуваат и ќе продолжат. Бугари во уставот за мене нема никаков проблем. Јас сум против она навредување. 2 червени, 3 червени, жити се, фрајере праеле ова, превртувале она, ти реков ми рече. Урбани легенди. Знаете што? И ние не сме цветиња за мирисање. Ја паметам како се идеше во Бугарија, да се шиткаат фармерки, а со тие пари се купуваа пити кашкавал, кој се носеа дома и се јадеше. Па после умираа од киселини и од чиреви. Зошто? Затоа што тој кашкавал, што го купуваа ефтино, 80% беше правен од нишесте од компир. И нормално киселини. Нема млеко, нема млечно, ништо во тоа. И фреерите кој ќе го донесе, ако ќе, купив, брат ми донесе олкав, леле ми се фали олка и кебаб и јадал. Па чекај, у златното време, шо баравме ние тамо? И тоа, пази, ние фраери сме иделе. Да, идел некој. Се смувал, као нашиве да не се превртуваат, ние како да не се превртуваме како чорапи на бугарско, на грчко приморје у Турција, да не зборам за Дубај, шо правиме. Саде морал и етика, све библиотекари и библиотекарски сме. Две червени. И се гордеевме со тие фармерки, што идевме да ги купиме од Трст, како сме се криеле да ги шверцуваме, па еден пар за нас, еден пар да шитнеме у Бугарија и после тука мангупи да се правиме. Која мизерија, немаш у својата земја фармерки да си купиш, идеш негде како дно, како мизерија да купуваш. Затоа што немаш да си купиш фармерки. И ние со тоа се фалиме. Не навредувајте народ, но навредувајте ја политиката бугарска, навредувајте ги политичарите бугарски, навредувајте ги оние нивни платеници кои ве навредуваат затоа што се на иста бранова должина. Исто финансирани како и нашиве невладини разноразни организации кои кога има криминал, кога има национализам, нигде ги нема.
ништо не пишуваат, штама. Кога Јанко ќе изеде гомна нешто, кажал да живее Македонија и не кажал Северна, скандал. Се извинувам за она Јанко кажал гомна, за Јанко, pardon my French, вулгаризам. Се прашувам, дали веќе треба да го напуштиме наративот, види, ние треба да имаме културна борба. Културна борба, како што ви реков, не навредувајте цел народ. Македонскиот и бугарскиот народ се исти. Кога ги навредувате бугарите, се навредувате себе. Навредувате бугарска жена, ги навредувате своите жени. Еден народ сме. Македонци, бугари. Ние сме еден народ. Исто потекло. Македонци сме. Слушај вамо.